Корупцијата останува високо котиран проблем за бизнисот. Новиот извештај на Системот за национален интегритет на Transparency International покажува дека корупцијата е меѓу 5 најголеми бариери со кои се соочува бизнисот. Дел од коруптивните афери, спакувани како досиеа, останаа во фиоките, без разрешница, но дел веќе исплива и на површина. Скоро една деценија од случајот Телеком, дури сега, откако Америка покрена судски спор, реагираше и македонското обвинителство. Кого штитат институциите, каква порака Македонија праќа до инвеститорите во амбиент во кои компании кои се споменуваат како дел од коруптивни афери котираат на листата најуспешни и најпрофитабилни. Ново издание на Тренд економија и бизнис. Еве што ќе гледате. Наша тема: јавниот интерес во бизнис политичката спрега. Колку и кој го штити? Крајно време е тие институции да ги повикаме на одговорност, затоа што тие имаат одговорност да постапуваат. Тој им е законска обврска, а ако не ја исполнат, значи тие права злоупотреби на својата службена положба. Една врхушка во владата ги има под контрола и законодавната власт, собранието, претениците се горди послушници. Секаков закон што ќе наумат одгоре, мислам дека поминува без никаков проблем. Ваш став: колку граѓаните веруваат во институциите? Немаат. Зашто сметате така? Искуството до сега го покажа. Исти луѓе се, така да ако има доволно сили и до сега ќе се покажа. Пик на неделата: либерализација на пазарот на струја. Да, ова беше само најава за она што ќе го гледате. Мои соговорници на темата коруптивни сделки, нивна разрешница се Слаѓана Тасева, прв човек на Transparency International и некогашен прв човек на антикорупцијската комисија, и Јадранка Костова, уредник на Фокус. Одиме со ред. Заштита на јавниот интерес. Дали државата, односно врхушката на власта, го штити јавниот интерес или интересите на големите корпорации и компании? Коруптивни скандали со и без разрешница. Случај Телеком. На оваа тема, како што веќе најавив, мои соговорници вечерва се Јадранка Костова, уредник на Фокус. Добре дојдовте. Слаѓана Тасева, прв човек на Transparency International. Добре дојдовте. Добре. Ајде ќе почнам со она што е актуелно околу Телекомот. Направени се серија на дебати. Ке тргнам од она што е последно. Редакцијата на 24 вести сега пред некој ден побрастав повторно од јавното обвинителство по сведочењето на Богоевски до каде се работите истрагата. Истрагата е отворена. Оттаму добивме информација дека се уште истражните дејства се во тек и дека јавноста ќе биде информирана за тие детали што обвинителството смета дека треба да бидат на увид на јавноста. Костова, очекувате ли некој конкретен епилог за овој случај токму Телеком? Овде кај нас од ова обвинителство не очекувам никаков епилог, затоа што има повеќе вакви случаи кога обвинителството во зорот, кога нема каде, ќе отвори одреден предмет и потоа тоа со години ќе се седи во фиока. Редакцијата Фокус, знаете, го обелодени скандалот со пасошарата, исто отвори ја предмет, но ние веќе не можеме ни повратен одговор да добиеме до каде е. Тука е или случајот со афисите, каде што и Transparency учествуваше, и тој неколку години е отворен предмет, и за него исто не можете да дознаете до каде е. Да подсетам финансирањето на ВМРО-ДПМНЕ со изјавата на Самуил Малчевски во Фокус, пред година и нешто исто отворија предмет, и тука веќе немаме ни повратни информации. Значи, тоа се неколку случаи каде што од немајкаде нешто ќе се отвори предмет, но епилог нема да има. Така што тоа што е скандалозно во овој случај е, например, што случајот Телеком се отвори во Соединетите Американски држави, а станува збор за корупција во Македонија. И сите велат дека има корупција, ама пазете, ние немаме корумпирани во случајот, според епилогот. Случајот Телеком покажува и дека властите, рековте, дали го штитат јавниот интерес или интерес на корпорациите, не го штитат личниот и партискиот интерес. Корпорациите им служат само за да се дојде до пари, до провизии, до мито. Овој случај покажува дека нели
властите или поединци од власта може да земат да бидат корумпирани за продажба на одредени фирми, дури и при тендери кога купуваат, значи широко е тоа поле. Можат да омрстат за една компанија да има подолго време монопол. Да подсетам дека во интервјуто на Ден Дончев за Фокус обелодени дека уште кога се продавал Телеком било калкулирано колку години ќе има Телекомот монопол. За 4 години било одредено, да речеме, во тој момент. Секоја наредна година, уште тие 3 години што е задржан монополот, според експертизата на Дончев, а тоа го знаел и премиерот Груевски како министер за финансии, фирмата би требала да биде, Телеком да биде продаден 30 милиони евра повеќе, односно уште 90 милиони евра. Толку е оштета на државата. Но за ова ние немаме реакции од нашиве институции. И уште една парадоксална или скандалозна работа. Интервјуто на Слободан Богоевски, кој го даде за Фокус, каде што ги отвори уште и други сегменти од овој случај, на тоа интервју, замислите, реагираат од Њу Јорк. Слободан Богоевски веднаш е повикан на сведочење преку Американската амбасада. Нашето обвинителство не реагираше на тоа интервју. Да, е логично би го прашала зошто, но ајде да дозволиме Тасева, првично она прашање што го поставив на Јадранка, веќе нашнати многу детали од целиот случај. Очекувате ли евентуална разврска од обвинителството и воопшто покренување на некој судски процес кој што би се истуркал до крај за случајот Телеком? Исто како Јадранка не очекувам, затоа што не видов, јас толку многу случаи имам доставено до обвинителството и од антикорупцијска комисија, случаи кои што се забошотија, никогаш не бе отворени во обвинителството, случаи преку кои се премина, ги гледаме веќе се легализирани и де јуре и де факто. А овој случај веќе од 2006 година наваму се наоѓа низ нашите институции. Секогаш кога ќе прашаме во обвинителството што се случува со ова, ќе ни дадат исти ваков одговор. Да, имаме предмет, отворен е предмет, нешто работиме. Еднаш кога рекоа дека не им се достапни информации, затоа што после претходниот случај кој што се водеше во Америка по иницијативата на Комисијата за хартија од вредност таму, кога дознавме дека таму се склучила спогодба на 96 милиони долари затоа што овде се продолжил монополот или се возможиле во позадина уште други деловни сделки на луѓето кои што биле заинтересирани да имаат бизнис во Македонија. Обвинителството кажа не можеме да добиеме информации кои се тие компании кои што посредувале во извлекувањето пари од Телекомот, кои што пари според напишаното во тие документи се користени за подкуп на нашите политичари. Тоа уште повеќе се разјасни преку изјавата на Богоевски, односно преку неговото сведочење. И сега ние имаме таму компаниите биле казнети затоа што дале фалсификувани финансиски извештаи, а котираат на берзата во Америка. Таму платиле 96 милиони долари. Држава уште претходно загубила толку пари уште при продажбата. Нашата држава не успеа никого да санкционира, нити правните лица, да не заборавиме во таквите видови на кривични дела, одговорност постои за правното лице, значи и за Телекомот, и за оние кои што биле вклучени како компании, но и за одговорните лица, а ние дозволуваме истите тие лица, иако уште имињата, сега веќе ги знаеме имињата, се уште да бидат активни. Да, се согласи. Само блиц покрај. И уште една можност видовме, сега бидејќи избориме како реагира обвинителството. Да. Ние преку сведочењето на Богоевски видовме дека и за да тргнете одредена кривична пријава, можете да земете некоја паричка, да бидете подмитени. Тоа говори дека таа власт има целосна контрола врз обвинителството, но и врз судските инстанции. Добро, може ли е толкав институционален мог за еден ваков сериозен случај? Не случајно прашам, значи ние освен обвинителство, нели? Тука имаме различни невладини меѓународни организации кои што може да вршат притисок. Имаме таа антикорупцијска комисија, финансови и полиција. Значи имаме еден сет на регулатива европска која што велиме дека е прилагодена по европски стандарди, институции кои што веќе функционираат со години.
А имало наоди го сознание? Дефинирате како институционален молк, затоа што тука навистина многу институции требало да одреагираат. Сега институцијата, денеска се вика Управа за финансиско разузнавање или некогаш Дирекцијата за спречување перење пари, апсолутно морала да има информации за тие трансфери на пари кои што се случувале од Македонија кон фирмите на Кипар. Обвинителството кажа дека Кипар не соработува, не ги дава имињата на компаниите и нивните собственици, кои се тие луѓе што биле вмешани. Ние како невладина организација, ние немаме на располагање такви механизми за меѓународна правна помош кои се официјални. Ние ги дознавме имињата и ги објавивме јавно. Затоа никој не тужеше. Значи, навистина, тие луѓе, и подоцна ги видовме и во сведочењето на Богоевски, се знае кои се луѓето, се знае кои се фирмите, се знае точно што се случувало. И жално е што институциите овде не профункционираа. И финансовата полиција, и Управата за финансиско разузнавање, и Министерството за внатрешни работи, и најмногу од се јавното обвинителство кој што има обврска да делува и да ги координира сите истраги. Па, ние имаме поделба на властите само во Уставот. Така пишува. Во пракса, една власт, а тоа е извршната власт, една врхушка во владата, ги има под контрола и законодавната власт, собранието, претениците се горди послушници. Секаков закон што ќе наумат одгоре, мислам дека поминува без никаков проблем кај владачкото мнозинство. Судството е под контрола, оние дури би ги рекла контролни некакви институции од типот на антикорупцијски или било цел еден серијал друг. Наместо да тие да ја контролираат власта ги контролира и нив. Затоа е таа битка, нели, секаде да ставите своји луѓе, послушници. И Македонија е заробена држава на тој план. И јас не очекувам, нас ни треба една катарза, нешто многу подраматично да се случи, за да почнеме од почеток да градиме. Институциите немаат веќе ни интегритет, атрофира. Но не заради критиките што мал дел од критичката јавност ги наведува, кажува и се обидува да биде некаков контролор. Туку затоа што тие што ги пополнуваат тие контролни тела, институции, едноставно стануваат само послушници на една врхушка. Дали го отворивме овој случај сега пак под некој вид на меѓународен притисок, откако реагираше, нели, судот во Њујорк, откако таму се отвори истрага, веќе не можеше овој случај да се држи во фиока. Дали пак отворањето на Телеком на овој коруптивен, како што го велат, скандал случај, е пак под притисок на тој меѓународен фактор и поради тој меѓународен фактор. Дека не можевме ние таа корупција дома сега да сокриеме, кога доби такви размери. На нас ни даде то повод уште еднаш да подсетиме на тој случај, да подсетиме дека институциите не функционираат, дека ништо не преземале за тоа. Затоа што јас повторив неколку пати, во изјавата од Богоевски ние не видовме ништо ново. Значи, таму беше повторено се она што постои веќе во сведочењата и во спогодбата склучена во Њујорк уште пред неколку години, во која што Deutsche Telekom и Magyar Telekom се има ново, моментот е за кривичната против код пријателот на кондоминус. Да, која што е запрена по интервенција, односно... Мислам, тоа е новината, вака некои сите други работи. Да, и запрените потраги кои што веќе биле покренати против лица преку Интерпол. Сето друго ни е многу познато. Веќе го видовме, веќе го прочитавме, веќе го изанализиравме и ова за нас затоа беше повод и прилика уште еднаш да го реафирмираме, уште еднаш да го отвориме, уште еднаш да ги повикаме институциите да постапат, затоа што крајно време е тие институции да ги повикаме на одговорност, затоа што тие имаат одговорност да постапуваат. Тој ми е законска обврска, а ако не ја исполна, значи тие права злоупотреби на својата службена положба. Сега ми текна еден детаљ. Костова, вие дугачко пишувавте и уште сигурно ќе пишувате за овој случај. Чисто јас како една порака до домашната бизнис заедница. Дел од овој случај е таа компанија Камени мост комуникации. Па кога ние правиме анализи за најуспешните, таа се котира без вработени луѓе, а практично таа била според тие наоди вклучена и преку неа, нели, се одвивале сите тие исплаќања на дивиденди, па потоа како е можно, значи, кај нас ете во еден таков амбиент да си имаме компанија која котира во ликвидација, прво место, најтоп успешна. Ние сме реагирале на ваквите феномени.
И вам тука веднаш нешто не ви мириса на нешто сомнително и коруптивно, него ви смрди на корупција. И сме реагирале, сме пишувале, реагирали и од Транспарентни сме земали изјава. Но оваа власт, знаете, низи е битно да има контролата на најмокните медиуми, тоа се телевизиите. И тоа оние што се најгледани. Тие во одредена мера и ќе ве истолерираат да пишувате во одреден момент и да реагирате, затоа што главното влијание во Македонија, нели 90% од граѓаните се информираат преку телевизиите уште. Така да, во континуитет сме ги регистрирале сите вакви сомнителни работи. Но фактот дека мнозинството нели си преминува преку сите овие спорни моменти, не знам, институциите се, како што реков, под контрола и сите вакви случаи понатаму нели, или се забошотени, а власта продолжува турбо да тера со уште поголеми дубиози во разни проекти и сделки. Ние веќе отрпнавме дека спомениците, например, на плоштадот, треба да бидат 600% предплатени. Ние реагиравме на почетокот, кога ги слушнавме оние фрапантни суми, кога беше обелоденето леарницата во Италија. Значи, бевме шокирани на првиот. И потоа некако тоа си го сваќаме како нормално. Ние реагираме. Но ја не можам да разберам најголем дел од граѓаните и од граѓанството. Не е тоа работава дали сте вие член или симпатизер на една или втора партија. Дали сакате како граѓанин да живеете во држава во која власта треба да дава отчет, тоа се народни пари, а тие народни пари, да ви кажам, мислам, го гледам искуството и од ХДЗ. Проблемот е секогаш, мислам дека и Сладжана ќе се согласи во финансирањето на партиите. Затоа што при сите коруптивни сделки, тендери, набавки и слично, некако како да си ја ишкаат совеста, многу им е лесно, сум разговарала со многу луѓе од бизнисот, никој не сака отворено да зборува, но главно им се кажува ова е за партијата. При тоа од тие такви трансфери за партијата, добар дел завршува и кај поединци. И тоа се види и во судскиот процес на ХДЗ и во Настанатер. Дека тука на вистина силни пари одат црни пари во партиите, но и силни пари на тајни сметки идат и на поединците од власта. Во интерес на времето, ако двете констатиравте дека не очекувате дека обвинителството, на случајот Телеком и тука да завршиме со него, не очекувате разрешница. Што може, како може целиот овој случај да се истурка дома? Дали имаме амбиент, дали може сегашната институционална поставеност да го истурка, што може да се направи за овој случај кај нас дома сега? Во овој момент не може многу да се направи, затоа што институциите не се заинтересирани да направат нешто, а нема кој друг. Ама не се заинтересирани заради оние кои се осомничени, кои може да бидат обвинети. Така е, значи... За дел не име гајле, ама за дел што сега се провлекуваат... Значи, генерално не постои интерес институциите тоа да го спроведат и било каква активност да направат за да се расчисти случајот до крај. Значи, не може случајот ниту пак селективно или парцијално да се тера се, а да ги повикуваат на разговор едните лица. Богоевски слушнавме дека бил и овде повикан на разговор, но не се уште не разбравме до кај е постапката со другите кои треба да бидат повикани на разговор или нешто да се преземат одредени действија. Тука треба да се преземат и повеќе активности на следење на парите, на утврдување на трансакции и така натаму, кон повеќе лица, не само кон едно лице. Имало тука вклучено и домашни компании, консултанти, think tankoви, не знам какви, кои што исто така треба да се следат. Но во овој момент не постои институција која што тоа ќе го направи. За жал, заробена држава, нашите институции се преклопени од политиката, не постои професионален, не постои личен интегритет кај оние кои што треба да ги сработат овие случаи. И ние се навикнавме, уште одамна, во јавното обвинителство, да не постапува по пријавите ни од антикорупцијска комисија, ни од Транспарентни. Антикорупцијска во која вие членувате. Да, од во која што ние членувавме и тогаш нели баравме, кажавме, извадите ги предметите од фиока. Дајте, но време да ги повикаме тие луѓе на одговорност. Значи, не може тие луѓе да бидат таму се уште. Да, и никој нив да не ги прашува зошто не работат. Има еден интересен феномен со приватизацијата.
ВМРО ДПМН на Груевски максимално во црна кампања го користи, нели, прозивајќи го СДСМ со таа валка на приватизација. Во периодот на СДСМ до 98 главно нашите домашни тајкуни за џабалак си ги купија фирмите, станаа сопственици или на добар процент од акциите. И тоа ДПМН е постојано, нели, го вергла но што се случува од 98? Имаме и понатаму се приватизираа, нели, општествени фирми. ДПМН и ВМРО ДПМН во владата на Георгиевски, во која Груевски е министер за финансии, продаде силни фирми, Окта, Телекомот, случајот со новата платежна картичка. Тие ги продаваа, значи, за џабалак, да речам. Се сеќавате колку фирми, партијата стана собственик на колку фирми. Партијата стана акционер во банки. Потоа, кога Уставниот суд тоа го прогласи за неуставно, дали некој знае каде заврши и како беа трансферирани собственоста на тие фирми. Но и СДС, која се врати, потоа не ги истражуваше тие работи. И затоа, предпоставувам, значи и тие се сомнителни приватизации и не знам со кој образ ВМРО ДПМН, значи валканата приватизација ја врзува само за СДСМ, кога има добро учество во сето тоа и самата таа партија, но со други методи. Се отворија ли некој од тие случаи? Национална платежна картичка, Окта, значи во Окта исто имаше дискрециони договори. Ќе ве потсетам јас на тоа. Ние како антикорупцијска комисија поднесовме пријава за Окта до јавното обвинителство. Затоа што и таму постоеше, како што постои во случајот Телеком, претходен меморандум за разбирање и соработка, кај што е кажано како се ќе се направи. И потоа видовме, имавме проблем додека да го најдеме, кај нас секојаш е тоа проблем, но го најдовме документот и тој документ имаше конкретен подпис од конкретно лице со име и презиме и ние поднесовме кривична пријава до јавното обвинителство за Окта. Многу добро обработен предмет од антикорупцијска комисија доставен таму, но за жал комисијата и тогаш не постапи по и до ден денеска не постапи по тој случај. И затоа е секогаш зачудувачки и загрижувачки состојбата на ненапаѓање или неосудување на едни со други. Да. Значи, ние имаме ситуација дека зборуваме за толку многу афери, толку многу корупција, никогаш никој не одговараше за тоа. Значи, постои една како недопирливост на луѓето кои што се во политиката од страна на институциите. Тие ги контролираат институциите, се финансираат од компаниите, сето тоа заедно добро е врзано, за да немаме никаков исход и ние се додека не видиме таква разрешница, ништо нема да можеме да смениме. Нити ќе ги смениме политичарите, оти тие што се корумпирани не можат да бидат политичари, тие што биле вклучени во корупција треба еднаш да се тргнат од тука и ние не може да зборуваме за држава во која што ќе владее правото пред се, оти се ова за што зборуваме е владење на право и држава во која што ќе може да се развива економија на основа на конкуренција. Се Јадранка до сега еве од вашето искуство некој ваков голем коруптивен скандал, некоја разрешница да имавме на некој случај, на некоја приватизација? За два случаи кои ги иницираше и антикорупцијската комисија од времето на Тасева, мислам, овие последниве неколку состави не сакам ни да ги споменувам, мислам тоа е срамно и страшно на кое ниво е доведена, тоа е мој став за таа антикорупцијска. Но беа покренати и за приватизација од времето на СДСМ криминални и за времето на ДПМН. Не сакам да ја споменам фирмата, но беше покренато пред судот една оспорена приватизација за која водеа досие. 5 години го мафтосуваа предметот во судот и на крајот го затворија со хепи енд за собственикот, но собственикот на чуден начин за џабалак продаде една своја фирма, да не речам телевизија. Ете тоа е, тоа и сега. Мислам, зошто не би го кажале името, мислам, зборуваме за... Не, сакам да кажам колку ваквите случаи за секој што размислува со своја глава ви говори дека тука има нешто коруптивно. Некаков притисок од власта, некаков... Ние имавме ситуација да Фокус го праша министерот за правда, што мисли сега за националната платежна картичка како криминален случај, затоа што во неговата книга пишува дека тоа е голем криминал кој што треба да се расчисти.
за да тој како министер на правда после во владата кој што сочинуваа луѓето кои што го направија криминалот, сето тоа го премолчи и очигледно постои тука влијание и над обвинителството и над судот за да тоа не се расчистува понатаму. И сето дека постојат такви спреги и такви недопирливи луѓе, ние не можеме да мрднеме чекор напред. Ова нова платежна картичка, што е индикативно? Што не само што антикорупцијска составот тој на антикорупцијска реагираше дека тоа е незаконска приватизација со кеш пари, со оштетена е државата. Плюс тоа имаме запис од државниот ревизор. Државниот ревизор наоѓа толку многу спорни моменти во сето тоа. И колку што нели знаеме, фирмата на крајот е исто за џабалак продадена на Балканска банка и Македонска банка преку беше формирана со буџетски пари. Но тој предмет на пример го затвара обвинителот Шврговски и потоа кога доаѓа ова гарнитура на власт, тој станува и јавен обвинител на Македонија. Меѓутоа, значи толку имате реакција од државен ревизор и од антикорупцијска комисија со многу аргументи и кога тоа се затвори, ви погледнете. Значи имате така наречени свиркачи, значи луѓе сведоци. Еве, заштитени, не се заштитени, сведоци се. Ако земете од кој калибар се заштитените сведоци, што оваа власт продуцираше некакви обвиненија кон одредени луѓе, кредибилитетот на загрозените сведоци во предметите против Бошковски и едно сведочењето, да речеме, на Слободан Богоевски и низа други луѓе кои проговорија, тоа знаете која разлика е. Но тука не помага ни документи, не помагаат сведоци. Па ние имаме и тонски записи, веќе слушаме. Никој не оспорува дека тие разговори од бомбите и предходно, оној разговор Македонска банка, па да ви го вратам филмот додека бевте во Ајден, уцената на гласачите, ако се сеќавате 2000, исто беа снимени со разговор. И тој случај како го затвори обвинителот Шврговски, ден пред гласање. Значи, кажете ми што треба повеќе, да имате снимка, имате документи и имате сведоци. И да се молчи. Ја мислам ваков куриозитет нема во светски рамки. И мислам дека овој наш режим ќе се изучува и на правните факултети, во политичките науки, зашто ова е навистина е голем срам. Да. Партиското членство ни се однесува како они гледам новинари, ако се новинари или пропагандисти, се утепаа овие недели и денови да докажат дека тука е сеан или СДСМ селективно го гледаат сведочењето на Богоевски. Дека што убаво е овие да земаат нашиве, ама да не земаат другите. И тоа е онако фанови на фудбалски клуб, нашиот клуб може да игра со Иле, да подмити судија, да удри. Ние ќе си навиваме за него. Така, но затоа Македонија дојде до ова дереже сега. Тасава да го искористам вашето присуство пред во фаза на подготовка на емисијата, ми го спомнавте новиот извештај за систем на национален интегритет, токму поврзан со корупцијата, колку што прочитав, рангирана е во првите 5 проблематични точки, бариери кои што го кочат бизнисот. Кои се клучните наоди, ве молам на кратка оценка за извештајот, па да преминеме во политичкиот дел за да го искористам вашето присуство. Па тоа е еден поголем извештај, анализирање бизнисот како еден од столбовите на национален интегритет. Има вкупно 14, ние за прв пат ги анализираме и јавните предпријатија во собственост на државата. За проектот се работи за Европската комисија заради натамошно следење на напредокот на државата низ извештаите за прогресот на Република Македонија. Ние завчера имавме состанок на советодавната група за овој проект и наодите од овој проект се поразителни. Значи, ние како најслаб столб се појави столбот на бизнисот, затоа што таму нема ниту капацитет за создавање на бизнисо интегритет, значи етички кодекси, внатрешно уредување, но постои исто така и голем притисок од страна на власта над компаниите. Се она што им се случува со склучување на договори кои што треба да им се платат после 4 години, сето тоа го ослабнува капацитетот на бизнисот, но и фактот дека тие и немаат ниту било каква сила или организација која што ќе може равноправно да разговара со
со власта за да се избори за позицијата на бизнисот во смисла на развој на бизнисот, да не биде тоа само бизнис кој што наоѓа начин како да соработува со оваа власт која што е единствена која што финансира било каква дејност. И дури Советодавниот одбор со кој што имавме состанок пред 2 дена оцени дека треба да ги раздвоиме наодите од извештајот на де јуре и де факто, посебни графикони, затоа што овој графикон кој што ги покажува просеците меѓу законите и праксата сепак е позитивен, затоа што законите ни се во голем дел прилагодени, но праксата ни е катастрофална и покажува повторно доаѓа до израз заробената држава во која што во делот на бизнисот не сите имаат подеднаков пристап до фондовите на власта за кои што зборувавме до сега. Костова, во политичкиот дел, значи, пакетов со изборниве закони ќе се истурка вака или така, следно на дневен ред се медиумите, ако одиме според тој договор од Пржино и веќе 20 октомври треба да добиеме една нова извршна власт со партиципација на СДСМ. Очекувате ова се вака да се тегави околу роковиве, како ќе се турка, каква бариера може да се очекува следно? Секакви бариери, развлекување, дефокусирање, значи ништо нема да иде мазно и ние треба од старт да го имаме предвид тоа. Ќе биде и до април уште по-жестоко и значи од старт да имаме на ум дека ништо нема да иде лесно. Јас, например, законов за забрана за објавување на бомбите го доживував и како една тактичка игра да не дефокусираат од изборниве закони. Но, ако ние ги премолчиме сите нивни глупости спакувани во законски проект, јас мислам дека тие и ќе си донесат такви закони. Така што ни престои бурен период и ништо нема да оди лесно, но која ни е другата алтернатива? Тоа е тоа. Треба да знаеме со кои си имаме работа, што е па нивната алтернатива, така да, сега да не речам, нели, Господа ни е на помош, но мораме сите кои веруваме и се бориме Македонија да стане демократски и правна држава, да го креваме својот глас и да правиме тоа што можеме, нели, во домен на нашата работа, како новинари или експерти. Горе-долу тие рокови се трчаат и се исполнуваат, но остануваш сето тоа што ќе биде усвоено, како ќе се практицира тасева. Но и тоа што ќе биде усвоено, какво ќе биде, затоа што ние веќе гледаме дека се усвојуваат решенија кои што не даваат многу надеж дека нешто сериозно од тоа ќе излезе. Таков е според мене и законот за специјален јавен обвинител. Тој закон има редица проблеми внатре. И мислам дека кога ќе почне неговата примена, ние ќе видиме, ако ќе поминат 18 месеци, тогаш ќе бидеме шокирани од тоа што ќе ни се случи. Мислам дека овој другиот закон што вика Јадранка, ако молчиме, они ќе си го донесат. Катастрофа. Дури е навредливо правник да разговара за таков текст и да го нарекува било каков текст за закон, но не е исклучено дека такво нешто парламентот наш каков што е, значи кој што воопшто не делува како контрола на власта или да гарантира усогласено законодавство, може и да го донесе тој закон и после ние ќе се чудиме што е тоа настанување на смрт како резултат на бомбата. Какво действие, кој одговара, казната е 10 години, најмалку затвор, мислам далеку од умот, но уште еднаш обврска за нас, веројатно повеќе, што веќе сме постојано присутни во јавноста, настојувајќи да ги објасниме, да ги следиме овие процеси, да им објасниме на граѓаните што на виштина се случува, затоа што јас се соочив со ситуација дека сите луѓе зборуваат за законот, види каков е, види, а без проценка дека всушност целта е да се добие во време, да се купи време, без разлика колку е да е бизарен дури да го наречеме тој закон. Костова, што по 20 октомври ќе се екипира, нели? Новите министерства, ќе влезе СДСМ во извршната власт, нешто што може да се очекува како посериозен до оној изборен процес, изборен ден. Нели имаме заменици кои ќе може да стават вето. Значи, тие се креативни и ќе гледаме разни циркуси. Ние и не можеме да доловиме што се ќе смислат, но нема да оди лесно. Јас инаку
Сметам дека и најидеален закон да донесете за нешто. Не е проблем во законот. Македонија тука дојде не затоа што уставот е толку лош или законите се лоши. Лоши се оние кои ги спроведуваат и кои се одговорни за спроведување на законот. Значи ви треба луѓе честити, со образ, со демократски капацитет и патриоти, ама патриотизмот како го разбирам? Да сакаш Македонија да направиш пристојно место за живење. Ние и предходно менуваа закони, имаше забелешки од ОПСЕ уште 2011 дека има равенство партија држава. Ние прв пат во извештај за избори од ОПСЕ беше споменат премиерот Груевски и министерката Јанкуловска. Баш за тоа равенство партија држава. И што имате вие следните изборни циклуси? Ке променат неколку члена и вие ке речете е окей. Понатаму си го тераат истото затоа што нема институција, тие ги држат под контрола, нема кој да реагира. Значи, не е толку не ги омаловажувам дека е многу битно да имате добар закон, но и со најдобри закони ние сме имале многу лоши практики, само заради тоа што ја немаме нели поделба на власта како што треба и власта не ја контролира никој. Така. Нема, поентата беше мојата барем, дека во оваа еуфорија сега и со толку очекувања, толку набиена агенда, изноѓање на разни начини да се дефокусира, да се добие во време, се реагира од надвор да се стават на маса одредени решенија и се прават времени поминувања од една на друга точка, но утре сето тоа треба пак да функционира да ги како систем. Роковите, треба и датумот за избори да се пролонгира. Ќе видиме што ќе се случи, можеби тоа е некаква цел на целата оваа работа, но во суштина ние сме доведени до една таква ситуација. Политиката која што ја водат и политичарите не доведува во таква ситуација. Ние сме сега, колку што можеме, слушав законот за заштита на пријавувачите или whistleblowers, сега наеднаш стана на агендата многу актуелен и ќе треба да се најде во собрание до 20 и исто така, до 20 октомври. И тука не е беззначајно каков закон ќе се донесе, затоа што на кому би му одговарале одложување на изборите во овој случај? Евентуално. Па ако е договорен датумот, не знам, претпоставувам на власта. Мислам, не гледам. Јас исто мислам, затоа што знаете што, ако се каже ќе се одложат изборите, што значи тоа за отстапувањето на премиерот од премиерската позиција? Дали ќе треба и тоа да се одложи? Така да мислам дека никој нема да се согласи со одлагање на изборите, него по секоја цена, по било која цена ќе се инсистира работа дење и ноќе да се стигне до тоа. Да, инаку воопшто се кратки роковите. Ние до април, па вие им законодавство да средите. Па избирачки список, 300 работи. Тоа се не знам, смешно куси рокови, но која ни е па другата алтернатива, мислам, ние стварно сме во една специфична состојба, дојдени угора високо, удол длабоко, но тоа е тоа. Така, на крајот, слажена се лицитираше со вашето име за специјалното јавно обвинителство, сега повторно е во некои новинарски кулуари се врти и вашето име за МВР. Јас немам никакви конкретни информации во однос на јавното обвинителство, барем кажував дека тоа нема да се случи. Мојот став се уште е дека ни на едните ни на другите на никого не му одговара лично со интегритет кога ептен не можат да го контролираат. Веројатно истото ќе биде и за МВР. Тасева Костова, ви благодарам за учеството. Благодариме за поканата. Почитувани гледачи, следува ЕПП реклами, па се враќаме во студиото. Фантастична наградна игра со Елит кафе до многу награди и пари. Купи го твоето омилено Елит, погледни во внатрешноста и можеш да освоиш многу награди и 10 пати по неверојатни 100.000 денари. Среќна добитничка на 100.000 денари. Овој пат е Милановска мица од Куманово. И па на здравје кафе со Елит кафе.
Утро е, правите свеж сок од лимон купен за 63 денари и го спремате вашиот омилен појадок. Несле Корфлекс купен за само 115 денари. Ви недостасува млеко? Но вие со сетот битолско млеко и подарок 2 витаминка пудинзи си обезбедивте и десерт за само 99 денари. Шансите за вкусен ручек ги зголемивте за 16%, бидејќи купивте сувоместнати производи на Златиборац. А вашето бебе ќе биде 18% помирно бидејќи купивте пелени памперс. Само во Веро аеродром купувајте од широката палета на производи 1+1, а учествувајте и во лојалната игра. Веро, се на едно место. Технома 2015-та и Макинова 2015-та ви ги представуваат најреномираните компании од градежништвото, електрониката, енергетиката и металургијата. Посетете Атехнома од 13 до 17 октомври и посетете го форумот за иновации и трансфер на технологии. Само во АМЦ купи на рати веќе од 5 евра месечно, само со лична карта. Купи лаптоп, смартфон, таблет, компјутер, телевизор за само 5 евра месечна рата, само со лична карта. Аплицирај на лице место во салоните на АМЦ. Брзо и едноставно до вашиот нов уред. АМЦ. Секогаш најдобри цени. Хотел Тино, Охрид, сместен во идиличен пейсаж на населбата Свети Стефан со поглед на прекрасното Охридско езеро. Располага со спа и велнес центар, џакузи, внатрешен и надворешен базен, базен за деца, детско игралиште и сала за состаноци, ресторан и летна тераса со капацитет од 250 гости. Хотел Тино, Свети Стефан. Струмка и јас. Шо да ти расправам? Струмка. Традиционално освежување. Се враќаме во студиото, почитувани гледачи. Колку им верувате на институциите и нивната непристрасност и капацитет да ги разрешат големите коруптивни афери и да го заштитат јавниот интерес? Еве го вашиот став. Ако работат принципијално и по законот, зошто да не? Некој случај ви текнува? Што е така до крај завршен? Па не. Посебно, но доколку се држат до пропишаните закони и прописи, зошто да не би истерали. Може некој кој е упорен, баш упорен, да приде да добие некои информации, али спрема редовните процедури по телефон, по интернет, многу тешко. Ни случајно. Зашто? Па, фирмите одредуваат цената, државата не ќе контролира секоја фирма. Прво не може да стигне. Тоа треба фирмите реално да гледаат, а не на рачун на неписмениот народ, jer оној човек од селото горе знае колку киловати потрошил и колку еден киловат кошта. Тоа не. Значи, сметаш дека нема доволно државата мој да застане да го штити јавниот интерес? Па нема, не може све да преконтролира. Може ексцентно негде да контролира, али све не може да контролира. Тама работа ако секоја сметка е контролира. А дали сметате дека државата има доволно, односно државните институции имаат доволно капацитет да разрешуваат коруптивни случаи? Не. Нема. Зашто сметате така? Затоа што е се партизирано и очајно. Народот е очајен, само се македонците само се караат, само се расправаат по која партија ово, тоа е. Можело, зошто да не? Зависи сега од повеќе фактори. Немат. Зашто сметате така? Па искуството до сега го покажува. Исти луѓе се, така да ако има доволно сили и до сега ќе се покажува.
Колку сметате вие дека државата ќе застане на страната на јавниот интерес? Пошто сега државата е партијата е држава, тешко дека ќе застане. Одложената либерализација на пазарот на струја, на чија штета нов извештај на Европската енергетска заедница, како пик на неделата. Македонија може да биде единствена земја каде на потрошувачите им е оневозможено да одберат снабдувач на електрична енергија. Домаќинствата се принудени да останат во заробеништво до 2020 година, стои во извештајот на Европската енергетска заедница. Во делот посветен за земјава се заклучува дека Македонија стагнира во спроведување на реформите во енергетскиот сектор. Во секторот на електрична енергија, земјата сега може да биде и единствена во Европа, каде што на клиентите им се негира право да го изберат својот снабдувач, клучен принцип на правото на Европската унија. Има некои симпатии за фрустрацијата на земјата со незиното искуство во процесот на пристапување во Европската унија. Секретаријатот ќе се обиде да се вклучи со владата во конструктивен диалог во насока на надминување на сегашната состојба. Ранливите потрошувачи не се точно дефинирани во законот, иако државата месечно одвојува субвенции за енергетска сиромаштија, стои во извештајот. Пазарните правила да се спроведат, нов закон да се донесе, препорачува енергетската заедница. Поранешната Југословенска република Македонија го пропушти рокот за имплементација на третиот пакет од 1 јануари 2015 година. Измените и дополнувањата на Законот за енергетика во октомври 2014 иницираа неколку случаи на непочитување на договорот, вклучувајќи пречки за отворање на пазарот, прекин на веќе постоечките права, подобности и превенција на регионална интеграција на пазарот. Затоа итно е потребно донесување на нови закони за да се надминат не само нарушувањата усвоени во октомври 2014, но исто така и да се обезбеди соодветно транспонирање на барањата на третиот пакет, особено во смисла на отворање на пазарот и ефикасна регулаторна моќ и независност. Енергетската заедница ги детектира и слабостите, но и напредокот во останатите сектори со газ, нафта и обновливи извори. Статистичките податоци за енергетика да се подобрат, Комисијата за заштита на конкуренцијата да продолжи да го спроведува законот. Напредок е регистриран кај енергетската ефикасност. За регулаторната комисија, клучни приоритети се ротирачки систем на членовите на комисијата, а се препорачува кандидатите за комесари да поминат психолошки и тест за интегритет, но и да се зголеми транспарентноста при донесување на одлуките. И тука, почитувани, е крајот на ова издание на емисијата. Подсетување на темата, коруптивни скандали, капацитетот и независноста или можеби зависноста на институциите, да ги разрешат и при тоа да го заштитат јавниот интерес. Еден од нив секако е случајот Телеком кој чека разрешница. Довидување за 7 дена со нова тема.